Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта и овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Болка при одење, качување по скали, кочанетост и се помала подвижност. Дали е тоа само старење или знак дека зглобот на коленото или колкот е сериозно оштетен? Кога помагаат лекови и физикална терапија, а во кој случај единственото решение е вградување вештачки колк или колено? За сето ова денеска разговараме со професор доктор Јасмин Циревири, специјалист по ортопедска хирургија. Останете на Телма, а при крајот на денешната емисија поставете прашање во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за дегенеративните промени на колената и колкот. Гостин во студиото ни е професор доктор Јасмин Циревири, специјалист по ортопедска хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, добар ден. Добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Многу луѓе кои што имаат проблеми со колкот и со колената, всушност имаат дегенеративни промени на овие зглобови. Па што тоа точно значи дегенеративни промени? Дали тоа е дел од нормалното старење или пак можеби е болест која што може да се забави и лекува? Дегенеративно заболување кога кажуваме, тоа значи дека е заболување, значи болест, меѓутоа која што настанува како резултат на прекумерно трошење на зглобната рскавица на зглобовите. Сега, причината за прекумерното трошење на рскавицата, една од причините, значи е и возраста на пациентот како резултат на недоволна исхрана, односно старење на таа рскавица. Меѓутоа, причина може да бидат и претходни травматски промени, фрактури, значи кои што ја нарушуваат конгруентноста на зглобот или ја оштетиле рскавицата на зглобот, може бидат метаболни заболувања, обезност, односно прекумерна телесна тежина, исто така може да биде причина за појавата на дегенеративни заболувања. Со еден збор, сите оние состојби кои што може да доведат до оштетување на рскавицата на зглобот, а не се поврзани со некоја друга етиологија, со некоја друга причина, заболување во смисла ревматоид артрит или инфекција некоја, па и она, и сите они може да доведат до дегенеративни заболувања, до дегенеративна промена на рскавицата, односно до нарушување на функцијата на зглобот. Така, но не сите возрастни лица добиваат вакви дегенеративни промени на зглобовите кои што се силно изразени. Што тоа значи? Генетиката има ли некаква улога? Бидејќи некој ќе добие и дегенеративна промена на некој од зглобовите на 40, на 50 години. Да, има, кога ќе кажеме генетиката, самата генетика има некое влијание во смисол на поставеноста на оптеретувањето на биомеханиката на самите зглобови. Во смисол, правилно оптеретување или не, X нозе или O нозе промени кои што доведуваат до неравномерно оптеретување на колената, потоа кај колковите вродени некои дисплазии или недоволно развиена чашка, или пак некоја болест која што се јавила во детската возраст па до нарушување на нормалната конгруентност на зглобот, а се пренесува од колено на колено, се тоа може да биде причина и од настанување овие дегенеративни промени. Од тој аспект генетиката може да влие. Може да влие исто така и како резултат едноставно кај одредена група, популација од луѓе, рскавицата порано ја губи моќта на репарација. Може и тоа да бе, односно се нарушува исхраната, лоша васкуларизацијата на самата субхондрална коска која што влијае на подхранувањето на рскавицата и така натаму. Тоа се може да се смести во групата на генетика со исклучок на травматолошките промени кои што се нели као резултат на претходно настаната травма. А што со прекумерната телесна тежина? Прекумерната телесна тежина исто може да кажете дека е генетика. Многу ретко се случува, значи ако некој во фамилија не е обезен, да се можно и такво, некој така навики во исхраната да се пренесуваат. Да, навика во исхрана, и така натаму, они се исто така и така, една од најбитните можеби
причини кои што доведуваат до дегенеративни промени на зглобовите. И тие дегенеративни промени на зглобовите можат, доколку правовремено се влие и доколку е дисциплиниран, самиот пациент многу добро знаат да се повлечат, што е многу ретко за овие дегенеративни заболувања, меѓутоа да дојде доколку ослабе. Ако е урана фаза некоја на 40 години, ако 20 години носи прекомерна телесна тежина, мали се шанси. Али ако намална тежината, после тоа се подобрува. И исхраната на рскавицата се подобрува и незиното малтретирање на некој начин со прекомерна тежина и она успела да се опорави од таа прекомерен стрес што го доживува и знае да се подобри, дури и рентген сликата. Какви симптоми може да забележат оние кои што имаат дегенеративни промени на рскавицата, на зглобовите, како што се коленото и колкото? Симптомите, ја знаете како викам, во ортопедијата симптомите се секојаш болка, оток, нарушена функција и повремено може да даде дури и некое црвенило. Тоа се во главном тегубите. Сега, таа болка е многу специфичен термин кој ќе кажеме болка. Некој чувствува болка и при најмало движење, некој чувствува болка после долго оптеретување, стоење, физичка активност и така натаму. Тоа зависи од тоа колку е оштетен зглобот и каков е прагот на толеранција на болка индивидуално кај самиот пациент. Во однос на отокот, кај некој може да се јави како резултат на реакција на внатрешната обвивка на зглобната капсула, на синовијата, па може да даде оток, па дури и излив во предел на зглобот, кој што исто така може да биде причина за болка. И нарушувањето на функцијата во почетокот е заради болката, а после објективно заради оштетување на рскавицата, доаѓа до нарушување на функцијата на самиот зглоб, односно намалување на обемот на движења во самиот зглоб. Ке се јави ли утринска вкочанетост или пак крцкање на зглобот при движење? Се јавува тоа крцкање на зглоб, утринската вкочанетост е карактеристика за дегенеративните заболувања, која што е како резултат на еден спазам на мускулатурата која што има тенденција да превземе една анталгична позиција на зглобот, да го обезболи зглобот и заради тој спазам што се јавува на мускулатурата се јавува утринската вкочањето. Со раздвижувањето почнува таа да попушта во текот на денот, меѓутоа основната карактеристика на дегенеративните заболувања е што се јавува болка при оптеретување. Значи не е вомирување болката. Болката во мирување треба да се намали при оптерете, при движење, при користењето на зглобовите, болката се зголемува. Дали е точно дека колкот може да даде болка во препоните, но и во колената? Дава, ние викаме болка во пределот на ципата, значи напред во пределот на ципата, внатрешната страна на надколеницата и може да оди према коленото. Сега може болката во коленото да биде резултат на лошо оптеретување на колкот, значи го штедат луѓето колкот, нерамномерно и го оптеретуваат коленото, меѓутоа коленото може да даде болка и како резултат на оштетување зглобната рскавица и на самото колено, а може да даде и некоја болка која што се рефлектира према коленото да биде некаде повисока, да биде некаде во лумбалниот дел на рбетот, од каде што потекнува инервацијата моторна и сензорна на долните екстремитети. Се случува ли некогаш грешка при диагноза, бидејќи пациентот се жали на коленото, а всушност болката потекнува од колкот или пак од рбетот, како што споменавте, од погорните сегменти? Сега, за да се постави диагноза, не е доволно само пациентот да се жали да го прегледате пациентот. Значи, ќе прегледате пациентот, еден поискусен ортопед при самиот преглед гледа колкав е обемот на движење во самите зглоби, во коленото, во колкот, и без многу напрегање може да осети, оној кој што секој дневно гледа по 20 на 30 на колкови колено, тој веќе може да осети дали е проблемот во колкото и колено. Меѓутоа тоа не е доволно. Никој не е 100%
сигурен дотека не се направат и некои додатни испитувања. Тоа е као прво диагностичко помагало во поставувањето на диагноза на гонартроза или коксартроза е обична, нативна, ние викаме, рентген слика на самиот зглоб. Доволно е тоа? Доволно е за да се постави диагнозата на доволно и можеби најмеродавен диагностички критериум. Понекогаш има потреба да се направи магнетна резонанса или не? Магнетна резонанса, компјутерска томографија, кај дегенеративните заболувања не се толку од голема корист. Значи, они имаат свое место во ортопедијата и текако. Меѓутоа, кај дегенеративните заболувања, каде што е напредната артрозата, не се од голема корист и нема потреба да се прават. Они може да се направат во почетните фази, која е, например, првиот стадиум на дегенеративна заболување, која викаме артроза, каде што рентген сликата не дава јасен увид дека станува збор за почетно оштетување на така не е тоа толку видливо. Onda тогаш во таа ситуација може магнетната резонанса како попрецизна метода и да покаже дали има одредени почетни промени на рскавицата. Меѓутоа, за поставувањето на индикацијата дали еден пациент ќе треба да оперира, да биде самото оштетување, да треба да биде заменето со вештачки зглоб, со колка или колено, магнетната резонанса и компјутерот не се од никаква корист. Ништо не помага. Обична рентген слика дава увид ова е за операција или ова не е за операција. Кога еднаш ќе се постави диагноза артроза, дали тоа значи дека болеста ќе биде прогресивна, дека ќе напредува и дека нема да може раскавицата да се регенерира? Така, неповратна е. Првата можеме ние како лекари да влијаеме на пролонгирање на рапидното оштетување, пропаѓање на рскавицата. Меѓутоа, што веќе еднаш настанале промени дегенеративни на рскавицата, практично не постои начин кој што можат да ја вратат во претходната нормална состојба. Рскавицата е ткиво кое што не регенерира. Значи, не може при неговото оштетување да она нема регенеративна моќ. Ние викаме има репаративна моќ, тоа значи дека едниот вид на рскавица, каде што е оштетена, се менува со друг вид на рскавица. Хијалината рскавица се менува со фиброзен тип на рскавица која што ги нема карактеристиките биомеханички на хијалината рскавица. Така да тоа кој ќе започне болеста можеме да го пролонгираме процесот на дефинитивно оштетување, кога зборам дефинитивно оштетување, кога веќе ќе мора да се оперативно делува. И основната работа е да се пролонгира тој период и да се помогне да пациентот живее на некој начин со тегубите кои што ги чувствува со оштетувањето на рскавица. Дали јачината на болката и тегубите кои што пациентот ги чувствува секогаш се во корелација со тежината на оштетувањето што можете да го видите на снимката? Не е секогаш таква состојбата. Значи, прагот на толеранција на болката е индивидуален од пациент до пациент и често пати може да не кореспондира со рентгенолошкиот наод. Значи, може да бидат некои почетни промени на рскавицата, пациентот субјективно да ги доживува многу поинтензивно, колку што покажува реалната рентген слика, што значи дека прагот на толеранција на болката кај пациентите е различни, а некогаш и реакцијата на ткивата е различна. Некој синовијата реагира по активно, да речеме, прави една хиперемија, хипертрофира синовијалната рскавица, која што многу влијае на исхраната на таа рскавица и која што влијае и на самата состојба на зглобот, прави излив во самиот зглоб и сето тоа доведува до болка, така да едно е и прагот на толеранција да е различен, ама и различна е реакцијата на ткивото во однос на оштетувањето на самата рскавица. Откако ќе се постави диагнозата, понекогаш на одредени пациенти им се советува дека е неопходно да се направи операција, но тие најчесто велат може ли сето ова да помине без хирургија.
Па што е сега со нехируршкиот пристап? Еве да започнеме од тука. Има ли нешто што дава добри резултати кога станува збор за дегенеративната промена на раскавицата на зглобот? Па, Еве, физикалната терапија дали ќе помогне? Да тргнеме од тука. Значи, самите дегенеративни промени или артрозите, кои ги кажеме, они имаат 4 стадиуми на 4 степени на оштетување. Во првиот и вториот степен од оштетување на самата зглобна раскавица, нестероидните антиревматици, значи антиинфламаторните действа, оние лекови кои што се ибупрофенот, еве, често и рекламиран и користен од пациентите, диклофенакот и така, нестероидните антиревматици, имаат антиинфламаторно дејство и влијаат на антиинфламаторна компонента на самата синовија, што претходно кажав, која што влијае на самиот зглоб. Синовија е обвивка? Натрешната обвивка на зглобот. На зглобот. И делуваат антиинфламаторно. Значи не е само антианалгетското дејство не што го дава на против болка, туку и го смирува воспалението. Смирува болка и го смирува воспалението и на некој начин индиректно доведе до намалувањето на болката и го успорува процесот на дегенеративни промени на самата зглобна раскавица, го успорува процесот. Второ е физикалната терапија. Што е целта на физикалната терапија? Значи, ја подпомогнува циркулацијата во пределот на зглобот да дојде до подобра исхрана на раскавицата, да се искористи незината репаративна моќ на самата раскавица, ја подобрува тонусот и трофиката, ги подобрува на околу зглобната мускулатура, на тој начин поравномерно се оптеретува зглобот, а со подобрен тонус и трофика на самата мускулатура се подобрува и самата исхрана на зглобот и попушта спазамот, оној што го рековме, таа контрактура, затегнатост на мускулатурата. И тоа се ја намалува болката и тоа е практично механизмот на кој што делува физикалната терапија. Физикалната терапија е во доменот на доктори физијатри, специјалисти, значи физијатри, они подобро тоа го разбират, али базичниот принцип на делувањето на физикалната терапија е тој. А што велите за оние инjekции што се даваат директно во зглобот, кои што содржат хиалурон, потоа PRP, односно плазма богата со тромбоцити? Кај одреден број на пациенти во почетни стадиуми на заболувањето може да дадат некои ефекти на пролонгирање на оперативниот третман, односно на напредување на дегенеративното заболување од времен карактер. Кај некој од нив процентот на успех е помал, некој други поголем. Има голем значи избор, веќе и комерција, како да ви кажам, на препарати кои што се препорачуваат за интраартикула, односно за апликација во самиот зглоб, потоа перорална употреба и така натаму. Некои од нив имаат поголемо, некои имаат помало дејство, меѓутоа даваат некои задоволителни резултати, поготово во почетните стадиуми на оштетувањето на зглобната раскавица. Али како дефинитивно и тоа дека ќе тоа, мислам, само да се и тоа и целта да се пролонгира дефинитивниот третман. Како се носи одлуката дали ќе се направи операција или не, врз основа на состојбата на пациентот, на неговиот квалитет на животот или на она што кажува снимката кога ќе ја погледнете? Па знаете како кога ќе за да се постави индикација за оперативно лекување на самите дегенеративни заболувања на зглобната раскавица, значи имаме два момента. Едниот е локалниот наод, како одговара дали рентген сликата и локалниот преглед кај пациентот дозволува да биде направена нека оперативна интервенција, тоа е едниот момент. И вториот момент, човекот поред коски, зглобови има и други органи. Дали другите органи, срце, плуќа, бубрези, може да одговорат на таа агресија што ние ќе ја направиме со оперативната интервенција. Затоа што ние со оперативната интервенција правиме агресија врз организмот. Тој организам треба да одговори на таа агресија за која ќе настане заздравување, се движи без болка, има добра функција и понатаму продолжува со својот активен живот, односно квалитетен начин на живење. Значи важна целокупната здравствена состојба на пациентот. Апсолутно, значи све е врзано со друго. Ние правиме агресија, таа агресија организмот мора да
да одговори едноставно. Секоја оперативна интервенција е агресија врз организмот и организмот мора да одговори на таа агресија. Ако не може да одговори на таа агресија, тогаш оперативната интервенција е осудена на пропаст, не на негативен исход. Ќе почне пациентот, не може да издржи оперативна интервенција. Повозрастните лица понекогаш знаат да кажат ќе трпам болка, ама нема да се оперирам поради страв пред целата операција на колка. Дали е оправдан овој страв или може успешно да се изведе ваков хируршки зафат треба да консултираат лекар. Деценија? Треба да консултираат лекар и после тоа може да се потврди дека нивниот страв е оправдан или е неоправдан. Самите ортопеди не донесуваат секојаш заклучок дека пациентот може да се оперира или не. Тоа е мултидисциплинарен пристап, има значи самата оцена дали еден пациент ќе може да биде оперативно лекуван или нема да може да биде оперативно лекуван. Има една да речем плејада на испитувања кои што се неопходни да се направат, па често пати консултации и од интернисти, пулмолози, кардиолози, нефролози и на крајот со сите тие наоди анестезиологот во консултација со ортопедот доведува заклучок дали, односно ако е апсолутна контраиндикација, не го ни консултира ортопед, не може да се оперира. Тоа и тука завршува, значи пациентот не може да преживее операцијата. Или во одредени ситуации, дали ризикот од оперативната интервенција е поголем од самата опасност што прети при самата интервенција. Така да е мултидисциплинарен пристапот во донесувањето на одлуката за оперативно лекување на овие дегенеративни заболувања. Индикацијата ја поставува ортопедот. Он кажува да, овој зглоб освен оперативно не може другачи никако се лечи, меѓутоа дали пациентот ќе може да биде оперативно лекуван или не, е мултидисциплинарен пристап. Така да еден пациент што се плаши дома, ако не може еден лекар да донесе заклучок, тогаш он сам како лек, поготоа ако не се занимава со медицина, уште помалку може да донесе заклучок дали може да биде или не може да биде оперативно лекуван. Што се оние пациенти кои што може да бидат оперативно лекувани, а сепак ја одложуваат операцијата? Каков ризик носи тоа? Бидејќи нели ограничено движењето, подвижноста и слично. Да, со текот на времето почнува да се скратува и мускулатурата, се нарушува движењето, се нарушува статиката, почнува да страдаат и другите зглобови и соседниот зглоб затоа што е повеќе оптеретен почнува да страда, почнува да страдаат и колената, почнува да страда и рбетниот столб, така да некое пролонгирање каде што нема причина за оперативно, каде што нема причина да не биде оперативно лекуван и може да се разбере. Пациентот психички да се припреми, да се организира, нели сите сме ние луѓе од крв и од месо, комуницираме со други луѓе, зависни сме во таа возраст и од негата од други луѓе, значи може да трпат одреден период, додека сето тоа се организира, али бесконечно не би требало да се чека, затоа што и резултатите од оперативното лекување се полоши кога подолго се пролонгира оперативната интервенција, се скратува мускулатурата, промените на коскената структура се менуваат и така натаму, и самата оперативна интервенција веќе станува покомплицирана. А може да дојде до потреба за операција на друг зглоб? Ако ве разбрав добре, доколку е проблематичен, потоа и коленото да треба да се оперира. Сега кога зборуваме за вештачки колк, за вградување на вештачки колк, колку е сложена таа операција, тој оперативен зафат? Вака сега имам и на видео зидот некои примери кои што го илустрира тоа. Колку е сложена самата оперативна интервенција, сега ја можеби не сум некој критериум тоа да го кажа, што последните 10 години во главном се занимавам со имплантација на ендопротези на колкови и колен. И сега после секојдневно рутинско работење можам да кажам дека е рутинска операција. И таква треба да биде затоа што е голем процентот на население кое што страда од дегенеративни заболувања. Значи заради X фактори доведе до дегенеративни промени на зглобовите. Јас би сакал нешто да напоменам, колковите и вештачките колкови и колена се крајната фаза кога доаѓа до као дефинитивен начин на лекување на ова дегенеративно заболување.
Пациентите треба да не чекаат да дојдат до таа фаза која ќе треба да бидат оперативно лекувани. Има методи кои што се на неоперативно лекување, рековме нестероидни антирематици, физикална терапија, суплементи, некои интраартикуларни апликации, потоа постојат корективни остеотомии, онаму каде што да речем тоа се биолошки, да речем, интервенција, која ова една ендопротетиката е мутантна интервенција. Значи, природниот зглоб вие го менувате со вештачки зглоб. Тој вештачки зглоб има одредено време на траење. 10, 15, 20 години и има свое оправдување. Во медицината вика дека и нема некој поголемо откритие од вештачките колкови и колена како откритие кое што медицина. Меѓутоа тоа сепак е стран материјал што го ставате. И после 15-20 години треба да го смените, квалитетот на коската е полош, пациентот е повозрастен, помалку може да издржи и така натаму. Треба да се влие на превентивата да не доаѓа, односно да се намали бројот на дегенеративни заболувања на локомоторниот апарат, тие да се јават што е можно во покасна возраст, кога се уште се пациентите во добра кондиција, а може да ги поднесат оперативните интервенции, а во меѓувреме да си посветат внимание на себе, да го пролонгираат тој период на лекување. Корективните остеотомии се тоа остеотомии, значи на коските кои што возможуваат правилно оптеретување на зглобовите и го успоруваат процесот на оштетување на рскавицата. Потоа постојат исто така... Како се изведуваат тие, може накратко да ни кажете? Па едноставно наму каде што е крива коската, ја исправат. Се сече коската и се поставува во добра позиција во однос на оптеретувањето на зглобот на коленото. Или колку ти се стабилизира со плочки и штрафови или клини така натаму, за да оптеретувањето на зглобот рамномерно биде се подобри и да се пролонгира процесот на старење. Тоа е една од причините. Тоа е каде што се криви коските. Искривени дошле заради траума, некоја вродени пореметои и така натаму. Онаму каде што има метаболни пореметои, каде што има гојазност, која што е една од многу честите причини за овие дегенеративни заболувања. Тоа не помага. Голем дел од населението има покачена телесна тежина. Дебелината, обезноста е сериозен проблем, кој што очигледно води до уништување на зглобовите. Стално кажувам, обезноста е болест само по себе. Само по себе е болест. Само плюс, она доведе до уште една болест, дегенеративни промени на зглобовите. Пациентите кои што имаат потреба за некаква хируршка интервенција на колено или колк, а имаат зголемена телесна тежина, дали од нив се бара најнапред да регулираат? Апсолутно, затоа што доколку е можно голем број од пациентите со енормно прекумерна телесна тежина веќе се поставуваат стандарди и во светот со прекумерен body mass index не ги зимаат за оперативна интервенција. Зошто? Затоа што самата интервенција, процентот на успех на самата интервенција е многу помал во однос на луѓето кои што зборам за оние со енормно покачена телесна тежина. Значи, оперативната интервенција има големи шанси да биде осудена на пропаст. Ендопротезата, тој вештачки колк или вештачко колено, кратко време да траат, а после тоа пациентите де факто да имаат исти, дури полоши проблеми и едноставно што викаше еден мој професор, од инвалид без протеза добиваме инвалид со протеза. Значи ништо нема биде после еден краток период подобро, пак нема да има, ќе има болки, ќе има движење, меѓутоа ќе има и натре материјал кој што уште повеќе ќе влошува состојбата. Така да основната препорака е, секаде веќе гледам во западните протоколи за ендопротетска замена на зглобовите, прво да се намали телесната тежина, па после тоа да се планира оперативна интервенција. Дали оперативната интервенција за замена на колкот денеска е помалку травматична во споредба со порано? Па би рекол да, дефинитивно. И поред тоа што да речем пристапот до самиот колк се истите тие кои што се користеле со година назад, во последно време нели го користиме и тој директен преден пристап, минимално инвазивен и така натаму кој што прави помала травма. Меѓутоа со подобрувањето на
хируршката техника, со подобрувањето на инструментариумите кои што ги нуди индустријата за ендопротетика, се олеснуваат овие интервенции, се скратува времето на траењето на интервенцијата, помала траума се прави и исто така и со додаток со напредувањето и на самата анестезија и сето тоа, значи регионални блокови кои што се даваат и лекови за помало крварење, транексамин и така натаму, се успорува, се забрзува време траењето, значи се скратува времето на интервенцијата и се поедноставуваат овие оперативни интервенции. Има ли различни типови на протези кои што се вградуваат во колкот? Па да, има. Од што значи, зависи има каква ќе цементни, биде безцементни, сите они се во огромном разликата има субтотални протези кои што ги ставаме кај скршеници во предел на колкот. Има цементни и безцементни протези. Од што зависи? Зависи од квалитетот на коската. Ако коската е остеопоротична, тогаш мали се шансите таа коска да може да врасне во тие безцементни протези. Во такви случаи треба да се стави цементна протеза. Ако е квалитетот на коската добар, тогаш може да се стави безцементна протеза. Обично колку време е потребно да врасне ова протеза со коската? Со новите материјали кои што имаат, да речем, една индукција на враснување, мотивираат коската да врасне во самиот имплант, многу кратко време е потребно, после, ние викаме 4 до 6 недели, може да потполно оптеретува пациентот, ама тоа е индивидуално, некој може да оптеретат и после 7 дена, зависи дали е пресвит, каков е квалитетот на самото коскено ткиво. Дали е самата протеза цврсто ставена внатре, импактирана, или пак постои можност да дојде до незин улов. Ако не е цврсто импактирана внатре во коскениот канал или во карличната шуплина, тогаш е потребно време да врасне. Ако е импактирана цврсто, тогаш може одма да почне да оптеретува, така да, али времето на враснување отприлike е 4 до 6 недели. Можат да ја чувствуваат протезата пациентите по оваа операција? Не, они субјективно може да рекламираат дека ја осеќаат протези, така, меѓутоа не, може да осетат некое крцка, тоа сепак вештачки материјал. Крцкање, прерипување и така натаму, меѓутоа самата протеза не ја чувствува. Може до никакви компликации да дојде? Може. Може да дојде и интраоперативно, и постоперативно, рани, касни постоперативни компликации. Да, секоја агресија врз организмот е оптеретена со компликации. И заради тоа е потребно да се индикациите кои се поставуваат да бидат апсолутно исправни и хируршкиот тим да биде добро уигран, да сето тоа иде како што треба. Може да. Ама не некојаш и до самиот хируршки тим, некојаш и до самиот организам, до мултифакторијален се причините кои што може да дојдат до појава на компликации. Ние со целата таа предоперативна припрема што ја спомнав претходно, и со предоперативното планирање на интервенцијата и со превземањето на некои мерки во смисло лекарства, антикоагулантни терапии, антибиотики и така натаму, превземаме мерки да го спречиме, да го намалиме бројот на можни компликации кои што може да се јават, меѓутоа не можете 100% никогаш да ги спречите, да ги предвидите сите. Професоре, постои ли опасност после операција на вештачки колк ногата да биде малку пократка од страната на операцијата? Можност. И поред тоа што сега во последно време се порутинирано, тоа го работиме, обрнуваме внимание многу, често пати не е ни до самиот хирург, затоа што едноставно секој човек има различни димензии, висина, тежина, ширина и така натаму. Протезите се направени по бројки, да речем, од 1 до 7, до 8. И сега со разлика од 2 до 3 мм, меѓутоа за некој одговара аголот е поголем, помал, кај некој е поголема вратот, подолг, кај друг е послаб вратот и така натаму. Се трудиме тоа се да го пресметаме, меѓутоа тоа се вештачки колкови, каде што не се прават специјално за секој пациент поединачно, него тие што е приближно
До тој, кај сега некој може да биде апсолутно иска, некој не може да биде. Меѓутоа, ние викаме секогаш разликата во должината на долните екстремитети, обично при колкот кај коленото нема такви проблеми, е незначително, затоа што може да се коригира тоа со некоја вложка, сантим, 2 и така натаму, во однос на квалитетот на животот што го добива пациентот. Значи, добива движење во колкот, без болка се движи се, а овој иneгалитет, односно разлика во должината на нозете се компензира со некоја вложка, така да не значително им го нарушува нормалното функционирање. Ке ги поканиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна. А ние сега се префрламе на колената. Можна често луѓето имаат проблем со колената. Болки, дегенеративни промени и слично. Во кој случај се советува да се направи поставување на целосна протеза? А кога само делумно ќе биде заменет зглобот на коленото? Како се прави пак таа проценка? Дегенеративните заболувања, односно артрозите на колкот во однос на артрозите на коленото во однос на артрозите на колкот се почести. Така. Да, они многу почесто страдаат колената. Најчесто се жалат луѓето од колената. Него колковите, значи повеќе има пациенти кои што се жалат на болки, односно не се жалат, него имаат објективно дегенеративни променети колена во однос на тие што имаат промени на колковите. За да дојде до промена на тотална протеза на коленото, тоа веќе треба да биде некој трети, четврти стадиум, степен на оштетување на раскавицата. Да е изгубена раскавицата? Да, комплетно оштетена, стеснет зглобен простор, субхондрални цисти, рабни остеофити се јавуваат и така натаму. Тоа се некои финеси кои што се во интерес на ортопедите, кај што носат заклучок дали треба да биде оперативно лекуван или не. Претходно, значи, може да се превенира со некоја, да речам, нестероидни антиинфламаторни лекарства, физикална терапија и така натаму. И кога ќе дојде до дегенеративно промени на коленото, ако е зафатена само еден дел од коленото, тоа е сега една интересна, модерна и многу популарна метода, која што во светот е со година назад се користи. Ние почнавме последниве неколку години да ги ставаме тие така наречени уникондиварни протези на колената. Тоа значи само замена на еден дел од коленото. Што значи тоа? Тоа значи брзо опоравување, агресија врз организамот за половина помала од тотална протеза, помала болка и се спречува понатамошно оштетување на колениот зглоб. Значи, пациентите многу порано се одлучуваат. Интервенцијата на некој е поспецифична исто така, тражи посебна хируршка техника, не би рекол дека е поедноставна како хируршка техника за решавање сето, меѓутоа се третира во почетната фаза, кога е зафатена само медијалниот дел од коленото, кој е дефинитивно, тука нема друго решение освен ендопротетска замена. Не се чека да пропадне целиот зглоб, значи пациентот го скратува време траењето на болките, намалената подвижност и така натаму, се спречува да биде оштетен, сепак помалку железо се става, пократко трае опоравувањето, после 7 до 10 дена пациентите доаѓаат без помагало, со полни движења во коленото, без болка и така натаму, доколку се постави правата индикација. И тотална протеза, кога е комплетно оштетено двете страни на колениот зглоб, и често пати тоа и секојаш идат и со оштетување на зглобната рскавица и на чашката. Доколку пациентот има потреба да ги оперира двете колена, претпоставам не се прави тоа во ист акт? Се прави. Се прави тоа? Се прави. И тоа го правиме и кај еден пациент и колкови и колена ставаме во ист акт. Тоа е многу битно каква е општата состојба, каква е кондицијата на пациентот. Ако е пациентот во добра општа состојба, што значи дека не е оптеретен со некои други интернистички заболувања, односно што би рекол ја по заболувања на паренхиматозните органи, односно срце, бубрези, плуќа, бубрези
и така натаму, кои што може да одговорат на таа дупла агресија што ја правиме, се прави. Колку време после операцијата пациентот може да застане на нозе? Па може да застане на нозе после 3 до 4 часа после операција. Толку брзо? Толку брзо, да. Ете да разбиете уште еден мит дека треба многу време за да се застане на нозе. Не, застануваат на нозе, одма ги вертикализираме пациентите, можеби во почетокот некој подолго, некој пократко користат помагало, значи не стан после 4 сати они да функционираат како може што е, да застанат. али стануваат на може нозе, да ги раздвижуваме и после следниот ден веќе можат сами да отидат со помош на физиотерапевтот или некој, првиот и вториот ден некој од сестрите или болничарите да отидат до тоалет и сето, али се ги вертикализираме. Тие што ги оперираме во предпладневните часови заради спиналната анестезија, некојаш не ги вертикализираме после пладнев, затоа што се препорачува првите 24 часа да мируваат за тоа што се може да доведе да се појават главоболки. Иначе, оние кои што се воопшта анестезија после 3-4 часа од оперативната интервенција може да бидат вертикализирани. Ајде да ги вклучиме и гледачите. Ајде. Добар ден. Добар ден за првиот гледач. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторот. Ви благодарам. Убава емисија. Благодарам. Вака, јас имам проблем со двете колена. Така? Десното е по загрозено. Значи, од внатрешната страна, коска на коска се двете колена, од внатрешната страна на коленото. Ме интересира, ми рекоа за операција, ме интересира после, пошто препорача докторот операција, а јас одложивме така на 3 месеци, да ми каже докторот дали колку може да се пролонгира. А зошто сакате да пролонгирате? Еве, ова мене ме интересира, кои се причините, страф е тоа, психички да се подготвите? Пациентка сум од 54 години. Така? Значи, така имав некои проблеми со бели дробови. Па затоа се плашам. Така, стравувате од операцијата. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија и за прашањето. Професоре, колку може да се пролонгира? Сега вака, ако е само медијална артрозија, ако е зоникондиларна протеза, не може многу да се пролонгира, зашто после тоа ќе треба да се стави тотална протеза на коленото, кој ќе го зафати и другиот дел од зглобната површина. Значи, тука што побрзо, толку подобро. Би требало да се сработи што побрзо, толку подобро. Ако ќе кажеме што побрзо, тоа е релативно, значи побрзо утре или задутре. Али во некој разумен временски период, 1 месец, 2, 3, да речем. Ако е тотална протеза, ќе настане веќе скратување и на околу колената мускулатура, со контрактури и така натаму, полоши резултати ќе се добијат ако се пролонгира во недоглед оперативната интервенција. Неколку месеци не би требало значително да ја нарушуваат функцијата на самиот зглоб, исходот од оперативното лекување, а пациентот за да биде, што спомна дека има некои нарушувања на белите дробови, значи, како што кажав, пристапот е мултидисциплинарен, самиот ортопед ќе бара консултација со пулмолог, со анестезиолог и ќе се донесе заклучок дали тоа представува ризик и колкав е тој ризик тие заболувања на белите дробови за самата за животот за пациентот, не за локалниот навод. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме одлично. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Само ќе ве замолам, разговорот да го следите преку слушалката, намалете го тонот на вашиот ТВ приемник и само на тој начин ќе можеме успешно да комуницираме. Повелете. Ало? Добар ден. Поздрав. Добар ден. Поздрав, ама ми се јавува дупли... Ние ве слушаме одлично, поставете го прашањето. Повелете. Поздрав до вас, до емисијата и посебно до докторот. Благодарам. Благодарам. Олгита на телефон, не знам дали ќе се сети докторот. Оперирана сум од десното колено 2020. Потоа фати короната, имав смртен случај и од тогаш
До сега не е најден термин за операција на другото колено. Јас уште во... Како сега да се оперирам на 79 години? 71 рековте, така? 9, бе, 9. 79 години. Да. Така. 6 години ја возам количката, нема колена, нема. И како да се оперирам ја? На таа возраст, нити имам да, можност, нити сакам да се оперирам. А веќе не сакате да се оперирате? Па не можам како, имам 300 други болести. Тогаш во ред ми беше. Мислам состојбата. Сега и притисак имам, и тироида активна, имам хипер и 300 други заболувања. Како да се оперирам сега јас ово? А не можам да одам веќе, ме болат и рацете од количката и рамениците ме болат. Така, сигурно не е едноставно на таков начин да се движите. Не е едноставно, па 6 години, 7 ја водам. Така. Како сега? Што Што би советувал професорот? Ви благодарам за вклучувањето во денешната Ајде, емисија. Повелете, професоре. Па би советувал да закаже еден преглед ортопедски, значи ако е фиксирана само за одреден лекар, еден лекар не може да ги реши. Многу доктори во Македонија се занимаваат со ендопротетика на колкови и колена. Сите може да бидат консултирани. Нас ни е во главном униформиран ставот кога може да се оперира, кога не може да се оперира, да се консултира, онаму каде што сега со мои термини така малку може би по-проблематично да се дојде до одреден лекар. Ја не може да речам дојдете ќе ве прегледам, затоа што во периодот кога ја прегледувам во амбуланта имам пациенти кои што се на мој термин и тоа е време кое што нема сега малку е така по-проблематично да се договараат термините. Се сложувам дека заради ковидот во одредени моменти објективни и оправдани причини заради недостаток на материјал, некогаш имаше период кога ги реновиравме и салите и така натаму, се успорува овој процес на нормално функционирање, односно вградување на ендопротези на колкови и колена. Меѓутоа, тоа се објективни состојби. Секоја установа, знаете, во одреден период мора да се реновира. Мора да се обезбедат услови кои што ќе обезбедат максимални гаранции за квалитетот на извршувањето на оперативните интервенции. Али дека се договори еден ортопедски преглед преку матичниот лекар и ќе биде прегледана и адекватно советувана и третирана пациентката. На оваа возраст, доколку одредени заболувања се стават под добра контрола, пациентката и на таа возраст може да се се направи. Ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Дали имаме уште еден гледач? Повелете, во програма сте. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Имам проблеми со колената. Болки нема никакви, а не може да се движам. Дали сте направиле некаков преглед досега? Имате некаква дијагноза? Дали сте направиле некаков преглед? Дали имате некаква дијагноза? Прегледи пуно, и снимки пуно, а болки нема, колената не може да се движам. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате кај пациентите кои што имаат силни болки и не може да се движат? Значи, веќе е нарушена функцијата, предпоставам, заради тоа не може да се движи. Тогаш дегенеративни промени се тие кои што треба да се решаваат оперативно. Болката може да биде, не верувам дека нема болки, може би се болките така минимални или пациентот може да се носи со тие болки, меѓутоа е нарушена функцијата и заради функцијата би требало да се превземе некоја интервенција. Пред тоа да се прегледа, се види што е причината за тоа што не може да се движи, дали е во самите колена или е постојано збор за некои невролошки промени во рбетниот столб, каде што е оштетена моториката на долните екстремитети или понекаде повисоко, дали е од невролошка или од ортопедска причина. Така. Самото тоа нарушување на движење. По операцијата на колки или на колено се препорачува рехабилитација. Колку време обично таа трае? Кога пациентот би можел да се движи без помагало? Иако некои се одлучуваат од психолошки причини и понатаму да носат бастун или пак штака. Значи, индивидуално е тоа, зависи од самиот пациент, значи каков е квалитетот, рековме, на коскиното ткиво каде што се вградува, каков е пристапот на самиот пациент во самата рехабилитација и исто така зависи
и од тоа и од техничкиот дел оној како е изведена самата оперативна интервенција, така да кај колкови, кај пациенти со нормална конституција, нема прекомерна тежина, со преден пристап ако се работени со добар квалитет на коската, квалитетно поставена протеза, после 10 дена имаат полн опсег на движење, може да одат без помагало. Затоа што таму не се ослободува ни едно ткиво. Околно потребно да зарасне раната, тоа е околу 10-15 дена и после тоа може да не користат помагало. Кај колената може да се оптеретува уште од првиот ден, меѓутоа функцијата заради ослободување на меките ткива комплетно флексија, виткање во коленото е отежнато. И кај нив зависи, може да биде 10 до 15 дена, али ја викам не би требало да биде повеќе од 2 до 2,5 месеци крајниот исход на лекувањето. Контроли колку често треба да се прават и дали се случува пациентите понатаму да одат со помагала, бидејќи се плашат? Некои од пациентите се случува да одат со помагала, се плашат да го користат, да не паднат, внимателни се и така натаму. Контролите се обично после 6 недели е првата контрола од оперативната интервенција, односно 14 ден на вадење на конци, па 6 недели после оперативната интервенција, односно после завршувањето на физикалниот третман, и после тоа препорачуваме или на после 3 месеци и еднаш годишно после тоа. Може ли да чувствуваат болка и после операцијата? Може. Може. Кај одреден број на пациенти им може да постои некоја субјективно чувство на дискомфорт после оперативната интервенција, меѓутоа ние често пати викаме да се разграничи дали болките и она нарушена функција пред оперативната интервенција бил поголем или после оперативната интервенција. Значи, некој минимално незадоволство во првите 3-6 месеци може да постои како резултат некоја субклинички изразена болка, некомплетно воспоставена функција на зглобот и така натаму. Често пати викам, она што ќе пушти до година дена од оперативната интервенција, ќе пушти она што нема да пушти во смисол подвижност на зглобот, враќање на мускулатурата, тоа ќе ви остане за навек. Нема враќање назад, тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. А со оглед на тоа дека се овие протези метални се така? Титаниумски. Титаниумски. Да, Дали кога ќе појдат овие луѓе на аеродром може да свири детекторот? Да се ретко се јавува тоа, може да се јави. Даваме документ дека и самите целенци тоа веќе е, како да кажем, процентот на луѓе кои што користат импланти во светот е толку масовно расширен што веќе имаат искуство и на самите овие царински контроли знаат дека станува збор за некој имплант. Ние им даваме и некој документ дека има вграден ендопротетски материјал кој што може за да се покрие, ама не има дури ни тоа потребно. Самите царинци, оние контролори на аеродромиве го знаат. А може да прават снимања со магнетна резонанца? Можат. Сите овие материјали кои што се ставаат последниве 10-15 години се титаниум, титаниумот не реагира магнетно, така да не смета и може да прават. Колку често се прават вакви операции кај нас? Па не знам како. Претпоставам почести се на колено. Дали колку често се прават? Не секој ден правим. Сега зависи тоа колку често, не знам. Во нашата установа тоа е една рутинска интервенција која што секојдневно 3 до 4 па и до 5 интервенции работи во текот на еден работен ден. Се работат, значи 15 до 20 импланти вградуваме неделно. Така да често се ставаат. Така. Па голем е процентот на луѓе кои што сега знаете и со напредокот на медицината и сите сакаат поквалитетен начин на живење, луѓето и не треба, не само што не сакаат, него и не треба да живеат со болки и со нарушена функција, да се прошетаат, да се раздвижат, да комуницираат. Станува збор мислам за луѓе кои што имаат помалку работни нели активности, па затоа така зборам. Оние кои што се уште во работна форма, да речем, кои што се уште во работни задачи, ти апсолутно треба да го решат побрзо проблемот.
и за себе и за тие околу нив. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што вака детално појаснивте се околу дегенеративните проблеми со зглобовите на коленото и голкот. Благодарам ако успеав нешто. Ви благодарам, почитувани, и вам што бевте заедно со нас во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.